Јас сум Владимир, за што не сме се видели, ама мислам дека се чуите се имаме видено. И сега професорката деканката зборуваше за тоа дека мускулите се ништо, дека се горе, јас се сложбам, јас се зборувам малку за мускулите. Таква е тема. Две основни работи, ние оно што го препознаваме како кондиција, значи го врзам со скилчителството, затоа што нас е битно тоа. Исто тренерлото. Пак ќе напоменам цело време, ќе напоменувам, имаме 4 вида на обука. Значи, прво ниво, второ, трето, четврто тренер, што е многу интересно. Меѓу вас има и луѓе кои што аспирираат и кои што со овој дел од обукава ќе направат да бидат тренери по снежни спортови. Скијање, сноуборд, или понатаму и другите работи. Се препознава терминот кондиција и тоа не асоцира дека човекот или човечката, машко женско, треба да е спремен да покаже некакви физички квалитети. Ние ги нарекуваме во терминологијата на физичкото образование и спортот моторички способности. Значи тоа се квалитетите кои што се набројани, не само овие. Се вадат со некои посебни методи и поставки, па проценуваме што човекот може да искаже како физички квалитет. Значи, дали може да биде брз, дали може да биде силен, дали може да биде издржлив, прецизен и така натаму. Но не можете да препознаете дали е, доколку не проба. Значи, се некои латентни скриени димензии до моментот додека не се покаже. Вториот дел за нас е многу поинтересен. Зошто? Затоа што ние сме тие кои што треба да направиме формирање на нови движења. Значи, да создадеме моторичка навика. Овој термин моторичка навика ќе се споменува во наредните слайдови. И едно прашање за размислување. Вие како ски учители, дали ги научувате клиентите или сноуборд учители, дали ги научувате клиентите, че дали јас го учам клиентот, дали јас сум го научил клиентот да скија или да вода. Што мислите? Не. Сам се учи. Тој сам се учи. Така? Не слушам. Може да вратат. Тој сам се учи. Вие сте тие што треба да го измоделирате патот. Тука е умешноста да направите, како што каже и професорката, да направите сите работи да се склопат за да може да каже аха, ова е тоа, чекај сега. Дури и во моментот кога ќе го совлада движењето, не мора да прашувате дали е добро или не, значи не треба фидбек да му дадете, тој сам или таа сама ќе почувствува дека да, сега е добро. Сега сум влезен ја за скијачка голка, зборувам, не може да започнам да зборувам. Сега сум влезен во шини и го држам свиокот. Океј, не сега одлизнувам, не е тоа што бара, или можеби треба да одлизнувам, не треба да бидам во шини. Кога ги дефинираме моторичките способности, најчесто се зборува за дефиниција, а например јас земам сега издржливост. Што представува издржливост? Битно е да се разбере како поим. Одложување на заморот, изведување од долготрајни активности. Да, би се задржал на тие две. Какви видови има? Сега можеме да зборуваме, треба да издржиш трката. Но тоа го скијање или сноуборд, но тука не е тоа издржливост. Тоа е можеби некаква силова издржливост или не понатаму. Издржливост се смета за активност која што е позициорски над 8 минути, 10 минути, 20, 40 минути, 3 часа, 7 дена, 40 дена качување на Еверест. Тоа е физиолошка компонента на физиолошка моторичка способност која што се однесува и е врзана со максимална кислородна потрошувач. Значи се само ви нафрлам информации, не се толку многу битни, но хубаво е да ги знаете. Какви видови на издржливост има? Од пака општо може да се каже, но специфична, имаме општа издржливост. Значи ја можам да се качам на водна, дали можем да издржам 40 минути така со нордиски, со крос-кантри. Разбирате, тоа е веќе може би има трансфер од целото тоа, но ете, нека биде тема за вас, тоа може би ќе пронајдете повеќе информации. Најбитното е како се развива кога зборуваме како тренери, ајде и како учители, но најмногу како тренери. Како се развива? Јас сум лекарот и треба да направам рецепт.
Значи не кажувам со студентите имаме ситуација. Како се подобро издржува со трчање? Колку минути многу? И сега тоа исто како да отиде на лекар и тој ви кажува сега го зборував тоа. Што треба да пијам за стрептокока имав една ситуација? Што треба да пијам за стрептококата, антибиотик кој? Не знам, колку? Многу. Исто така. Значи и овој момент е точно да се знае. Што правам, што моделирам, каква трансформација пробувам да направам во способноста, за да нели тоа има ефекти да не изгледа дека сме како беше меланхолици во ситуација. Ќе се задржам на сила-силина. Сила во едно движење, максимална сила во задржување, во изометриски услови каде што нема динамика, силина, преместување на телото во простор. Тоа што се задржува може би ќе асоцира на велоснежни спортови. Разликуваме многу подобри може има тополошки сила на раце, сила на труп, сила на нозе. Какви се професионалните скијачи, каде се најмногу развиени? Реков ќе зборувам за мускули сега. Главата. Главата се најмногу развиени. Сите се главчи. Каци ги инсиксо. Ќе дојде. Па може да се подели на апсолутна, максимална, релативна. Што е максимална, едно повторување малку. Па може да се подели силината на, ја кажам, ајде максимална долго плаватови, кои веќе има да се подели. Па може да направиме, да, значи какви се поделбите. Па каков тренинг да поставиме? Тренинг за растење на мускули. Тренинг за подобрување на максимална сила, ни треба едно единствено повторување. Имаше еден пример со Херман Мајер, тој возеше мотор, сврши нозе, а Комплекс му беше спонзор, па се наѓаше со Комплексот, па правење некои испитување на нозе, во завој, во свиок, на една нога, 500 кг теретување. Океј, фемурот коската може да издржи, но треба и мускулот да издржи. Затоа што ако не издржи мускулот, се случува некои тамо абдузилни фрактури беа, кинење на мускулите од кивото на припојното на коската и слично, 500 кг во еден свиок. Значи треба да е, тоа се однесува на максимална сила. И тренинзи за максимална сила. Силова издржливост, да, треба да издржи спуст. Спуст колку е битва спуст, 2 минути. Зависи кој има веза. Значи, во која состојба, разбирате да не објаснувам сега, получушнување, слично јакци со положби и така натаму, но не може да биде, може да биде да издржи и трка слаломска. Колку се? 40? 50 минути до минути. Значи, треба да издржи. Поред, има помрднување или има привлекување на нозете и испуштање и слично. Тоа се однесува на силова издржливост. И сега, кога зборуваме за сите способности, како што кажав, лекарот треба да напише како е отоварување, колкав е број на повторување ако има повторување, затоа што и кај трчањето има повторување, но може како минути да го преđe тоа. Колкав е одморот, која е неделна фреквенција на тренинг за таа способност или на тренинг за сите способности, микроциклус обично се однесува на една недела, план за една недела, што треба да правиме, а дури и кај почетниците имате фамилија која што ќе ја обучувате за скијање или за борд. Недела дена. Искомуницирате претходно, дајте им некој примерче. Слушај, дај пробајте ли малку чушнувања, пробајте нешто. Недела дена е малку, или изгледа трансформацијата на моторички способности почнува и после првиот тренинг. Ефектите се гледаат негде трета, четврта недела, минималните ефекти. Пак е тоа релативно за секоја способност, да не навлегувам во детали, но треба одреден период. Зошто да не им дадете претходно некоја задача или некој вид на рецепт? Слушај, одиме ние ќе се скијаме недела дена, дај да пробате нешто дома, затоа што? Кога дојдете првиот ден на скијање или на снег, ќе биде супер, ќе издржите. Попладне да ги скриете нутриента, како ќе биде така. Поспаление на мускулите имате кога? Првиот или вториот ден? Не, вториот ми се случува, не задошли. Не сум нормален. Зошто? Дали знаете, ќе се информирам, дали знаете зошто се случува воспалување на мускулите? Ајде, кој е замешна киселина? Кој не е замешна киселина? Не е млечна киселина.
После 5 до 6 часа срцето ја истегна визит. После 5 до 6 часа си оди од телото, нема млечна киселина како нуспродукт. Ама мускулите болат вториот ден. Разбирате? Има некои таму мускули травми што се чуваат и затоа се чувствува болка, за да не дојде до воспалување. Народски кажано, убаво е да се зададе некоја тренинчиница, да убаво да ги знаете овој тип на дозирање што се треба да има кога задавате рецепт. Значи и лекарот задава рецепти, вели тој антибиотик 3 пати дневно, пред јадење, па земи пробиотик, сега не знам антибиотици, така на хомеопатија, ако земе да може да нешто друго има, но рецептот е рецепт. Трета способност, координација. По дефиниција, усогласување на внатрешни и надворешни сили. Не знам дали се чуе. Значи јас треба да ја фатам чашата, флашата. Но дали дечиња од 6 месеци или 1 година може успешно да ја фатат флашата? Првата проба ќе биде зошто? Затоа што дава сигнал, сака да направи движење прецизно, но не може да го направи, не ги усогласува мускулните контракции. Повеќе влече на една страна, повеќе влече на друга страна. Истото и во плуг, давате плуг, нешто се случува, се употребуваат више од мускули, не е координирано тело. Значи координација се однесува на тоа. Били дека не е физиолошка, со физиолошки аспект, тоа е повеќе со централно организиран аспект. Значи доаѓа од озора, не доаѓа како издржливоста, дека е потребно да не да имате добри плуча, добри бели дробови, имате трансфер на кислородот за да покажете способност за издржливост. Да имате добри анаеробни, да ги кажам, механизми или истренирано за да може да подкренете некој тек. Координацијата доаѓа од озгора со уште неколку други две способности, прецизност, равнотежа и велиме дека е соучесни со другите способности. Значи, не можете без нејзе било што друго да се прави. Мора да има способност за координација. Сме учеле и типови на луѓе, не се во психологија дефинираме, но ние се ги дефинираме како шпагети, макарони. Нема координација, но тука јас сум имал искуство со индици, мора да ви признам и ми рекла, внимавај, посебна категорија се, тоа е страшно. Сакате да му помогнете на човекот, може му помогне, значи он оди да скије на лево оди, десно оди, ти до него, ти бега, се визга, страшно. Нема никаква координација, не сакам да генерализирам, но искуство покажувам, има проблем со моториката. Нешто се случува. Велат дека е прв критериум на сносливост. Ставете две дечиња да направат некое движење ново, едното ќе го направи подобро, другото не, ќе се снајде. Едното има подобра координација, другото не. Велиме дека е некој вид на моторички интелигенција, ако има некоја слободно. Но се среќава во книгите. Може и такви книги да ви пуштиме, не биле за не сакаме да заморуваме многу, така да ќе остане само нова. Пегаич конкретно се сретнува тоа. Што кажува развој од мала возраст. Да, убаво е на дечињата и убаво е да ги вклучувате дечињата во снежливе спортови од мала возраст. Што мислите? Која е таа мала возраст? Колку години? 3, 4, 6. Две, не? Зошто не? До 3 забораваш. Како? До 3 години забораваш. Што забораваш? Се што учи. Тоа што го направи. Нема ништо да памтим. Чување ќе заборави, ама чекај сега, вака, они учат да одат. Две години. Го заборават ли дењето? Се индивидуално. Ако детенцето има желба и може, зошто да не? Ако приметите дека не бива, да стане. Јас имав искуство со млада ќерка, 20 минути, 30 во ранец, може би резидент или неава имавме желба и се. Сакаш да скијаш, ќе ви детенце сакам, обече челите 2 минути, не скија, оди, прави нешто. Не сакаш, сакаш да се знаш. Што? На 5 години, почнам да им по 3 години, понатаму, тргна и те. Значи, не треба да се посвира од мала возраст, но зошто да не се искористуваат потенцијалите за што ги носиме генетски компоненти од срката за основните форми на движење, чување, ползање, скокање, превртување, тоа е се однос на координација.
децата пробуваат да всушност ја развиваат интелигенцијата доколку им давате движење. Оние кои што не прават движење, мислам дека се лимитирани во однос на за развој за понатамошен интелектуален развој. Се задржувам само на некои способности, не сватите зашто се битни. Значи да, координацијата е способност да се организираат силите во просторот и време. Спомнав за тоа. Повторно да се изведат движењата. Ја можам да изведам едно движење, но да можам да го повторам движењето. Не само еднаш, ни успеало и толку. Способност да се престојат во нови движења. А скијам со две скии, ама го водам завојот и со една скија, можам да извадам едната и да го водам завојот. Значи, имам способност за координирање на движењата. Претходно е наталожено или учено или носено, но сепак ја имам таа способност. Кога се задаваат вежби за координација, ова е интересно и за снежните спортови, вежбите треба да имаат голема варијабилност, значи да проба и ова, да проба и тоа, да проба се што може да проба. Да се работат по обратен редослед. Дали сте пробале, дали некој од вас овде обучувал луѓе, сам сигурно сте обучувале, знам, повеќе од вас, но дали ако не сте посетувале семинар, сте обучувале луѓе. Не е проблем, слободно, и да не сте. Дали сте им дали на клиентите да скијат на нас? По обратен редослед. Значи не на напред, туку на нас. Не, опасно. Некој ги каже опасно. Зошто е опасно? Ете му некој проба и на нас. Треба да се снајде и на една скија, да дечињата им дават една скија, да ја почувствува скија. Да знаеш што значи скија, па една скија со другата чела не е на скија, едноставно пробува да се движи. Тоа беше обратменување на ритам. Да, може да прави кратки свироци, може да прави широки свироци. Ја би дал да прави широки свироци на почеток, затоа што тогаш има време да ја повика координацијата на помош и да мисли за да го научи движењето. Ако му дајте веднаш кратко да прави, тоа е единствено за бортистото. Ако му дајте веднаш кратко, нема време, тој треба на брзина нешто да направи. Не, нас не треба време, треба само мушно да стиснеш, за да може да се одолговлечи времето, значи во друга временска рамка да влезе и да каже, ама чекај, движењето го има долна скија. Шка е долна скија? Не знае кај е долна скија, чекај сега да најде најде долна скија. Стиска, вече потоа. Значи да има време да се направи да менување на ритм. Различни почетни положби, различна брзина, смален видеокруг, услови на магла, специфични временски услови. Во замот, координацијата се препознава многу како способност дали има некој послен замот. Најчесто грешките се случуваат на крајот на денот. Ние сме заморени, паѓа концентрација, не дека и координацијата паѓа, но едноставно не можете да ја повикате на помош и тога се случуваат проблеми. Тоа многу треба да се има во предвид. Други способности, брзина, рамнотежа. И брзина само ќе кажам, дали скијањето и сноубордот има потреба од способност за брзина? На време или во трките се на време? Да. Дали има потреба од способност за брзина? Или може би има повеќе потреба од способност за силина? Што мислите ви? Тоа и тоа. Брзина класички се препознава како дефиниција да се помести телото во просторот за што пократко време. Да се изведе едно единствено движење за што пократко време. Но немаме тука циклични движења како спринт. Тука имаме повеќе спринт. Иако е брзо, кој е побрз? Но различно. Оставам на коментар, да имате коментар слободно. Рамнотежа. За мене се интересни секогаш рамнотежните положби. Која рамнотежна положба е ова, која е ова, која е ова? Еве ги корен. Лабилна, стабилна, индиферентна. Дали е ова стабилна? Десно е најстабилно. Што е рамнотежна моторика по овој? Десно е најстабилно. Да. Кој е за десно дека е најстабилно? Имам и лева река. Кој е за лево дека десно не е најстабилно? По дефиниција десната е најстабилна. Не може да го изместите човекот, кога е веќе легнат. Формула тешко се изместува. Ама на снег не е важно. Како? На снег не е важно. Затоа што тоа тело повеќе се изградува тело. Не се лезе,
Те се лизга, не може да го поместиш. Ако има падене и лика. Да оставим. Нема падина. Не е флет направен. Инаку Добро, сега да прибало макар да нема падина. Ако има плашина од снег, тоа се движите. при која положба спиете ли? Не устроен. Стабилно. Која И плюс положба е мек ова? душек, тежиштето да пропадне. Ова е стабилна, рекол. Не, пардон. Јас сум грешен. Ова е индиферент. Ајде, да берем да ако му влезе стапчето тука може да видите да се врти. Која е ова положба? Хенгинг стабилно. Стабилна. Да, се извинам, ова е индиферент. А таа е лабилна прва. Не, Ова е стабилна. 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 Да, ќе се нише и ќе застане. По дефиниција ќе се реши и ќе застане. Зашто? Платно. Но Тежиште на тело, кажеште, и таму е дефиниција. ќе ги оставам тоа за нив. Врзано е со тежиштето на телото и централниот поток. Значи каде и што е, но не навлегуваме многу во дефиниција. Каде? Ще помогне. Пример, формула и трактор. Да, Тежиште на што е тело. повисоко. Затоа кажа формулата тешко може да известите таа е индиферентна, иако било нека стабилно. За жал, по дефиниција ова е лабилна состојба. Јас сум сега во лабилна состојба, во секој момент ако изгубам свест можам да падам. Значи не е стабилно, но ова е жалосно, може би не. Мислам, може би нема изгубено свест, но Пала влада. тоа е во индиферентна, не може да падне повеќе од тоа. Океј, нашето одење, кога правиш чекор, е рушење на положба и рушење на равнотежие и воспоставување на равнотежие. Значи, ние сме секогаш во лабилна, секогаш треба да одржуваме равнотежие. Прецизност и флексибилност, само на кратко, значи точни движења, насочени кои се однесува на прецизност. Флексибилност е способност која што треба да направи да има голема амплитуда во злободите. Добра е како способност за загревање, но да биде во динамички услови, активни. За на крајот корисна йога, па се снегуваат, има сами некои тамо, кои што пореце, но од таму излезено истегнувањето всушност. Па на крајот може да работите вежби кои што се со статички карактер, пасивни или активни, но задржување, не на крај, не на почетокот. Ред, затоа што на почетокот не треба, на почетокот на активноста не треба загревање, а на овој начин вие олабавувате и го смирувате телото. Значи, истегнувањето на почетокот не го препорачуваме, статичкото истегнување задржи и задржува подолго време функционира на олабавување на мускулатурата. Што мислите? Која најмногу ни треба за формирање на нови движења? Дали треба сила? Дали треба издржливост? Може би сите треба, но која најмногу треба? Прво, точно се сложила, координацијата е најбитна во овој момент. Може би човек кој што веќината немаат одредена секоја посебна сила, немаат издржливост, но може да ги прифатат се работи. Ова шема секога се користи и ние тука се наоѓаме во оваа шема. Тоа значи систем што управува, се слуша на тоа. Што? Нема ништо тајно, сесорот не прегубаш. Таму ќе ставиш макар. Систем што управува, ако гледаме како учител и ученик. Систем што управува е кој? Учител. Управуваниот систем во моментов е ученик. Но секогаш повратната врска тука е таа која што прави корекција и треба да овозможи да имате, значи да дадеш насока дали е тоа во ред или не. Доколку го гледаме како индивидуа систем што управуван систем, телото, повратната врска која е? Или сам, или учителот. Затоа учителот е тој кој што интервенира и овозможува да го насочи човекот. Кога се формираат новите движења, секогаш има подготвителна фаза, фаза на реализација, оценување. Која за вас би била најбитна? Прва.
Ако немаш план што да купиш на пазар, се губиш. Ставаш на личе и знаеш што треба да направиш. Дали ќе работам друг, каде ми е тежината, во која положба треба да бидам, но не треба па тоа да биде и дека 10 дена треба да ги обучуваме луѓето како да застанат и како да тргнат. Треба да се има јасна слика, треба што побрзо да им се објасни, пробај направи со метод на пробај секогаш не функционално. Пробај да видам тука. Можем, не можем. Дали ти јасно, ако кажи не е јасно, стоп. Чекај, застани, визуализирај, врати назад. Базна реализација е тоа. Пробај и оценување. Веќе ги кажат, не е во ред, ќе пробувам уште еднаш. Сега, дали се разбираме? Првиот дел беше за моторички способности, вториот дел е за формирање на новите движења. Морам да ги спомнам на тој начин. Што треба да имате јасна цел? Значи, како да се поставам, што треба да направам, потребната информација не ја носам јас, ја носи учителот. Готова програма. Не тргнувај ако не е јасно. Сега, за ставот вие можете да направите корекција, пробај го ставот. Ама не можете да направите нешто од типот на посебно и кај дечиња мали, па и кај возрастни. Кај никото викате такав кочанети се. Иако имаат искуство, пуштите да прават изведба на YouTube или во постојано спомнувам, да им кажете да никогаш да не пробале претходно, знаеш како изгледа, ајде пробај на стрмно, не бива. Значи треба да го свари, треба да е навистина јасно, да проба на полесен терен, па можеби понатаму со готова програма да го пуштите да направи свиок еден. И жолтиот стилив на Маврово е стрмен. За почетници е страшно стрмен. Нас студентите кога ги обучуваме, обичајно првиот ден успевам да ги качам сите 18 луѓе, дали методски не знам, ама ние учиме дека 5-6 чуто, морам да кажам. Сите 18 луѓе, на жолтиот им треба половина час да се спуштат. Знаете која енергија трошат и што е тоа за почетници, за секој почетник. Така да, ако нема готова програма, ако ќе ставите во некоја таква ситуација, ништо не може да направи. Функционирање на сензорни корекции, тоа се проприорецептори кои што даваат информација до грејачот, дали сум во добра состојба, дали сум во добра положба, па да направам само корекции. А тоа се однесува кога зборуваме за функционирање на сензорни корекции, кои што се потребни. И сега, не знам да правам пут и да се спуштам безбедно, но го учам. Тоа го спомнав професор Герман. Кога ќе го научам, се вели дека е моторичка навика. Што значи? Тоа значи дека е автоматизирано движење. Ја не употребувам свест, туку го работам тоа без да размислувам, имам еден пример со постојано ми доаѓа. Не одат рацете на овој начин, туку одат обратно. Така, се примети. Сега не размислувам, вие ако пробате, не ве терам да пробувате, ама не пробувате на автобус. Защото комбе доаѓа, треба малку време, нели, некој го знае дека не е проблем, можете и ова, можете и други, нели, сме правеле како деца. Но потребно е време за да се свари тоа и потребна е свест. Во моторичката навика, велиме, не е потребна свест, има некоја свест која што функционира, нели, не води, но не мора да размислуваш. И затоа кога ќе научам јас дека плук со положбата е таа, можам да дефинирам дека е научена моторичка навика. Тогаш е во автоматизирано движење. Се создаваат тие центрите, се преклопуваме, ама супер е тоа што се преклопуваме за овој сегмент. Тие сијаличките во глава што се палат кога ќе знаеме дали движењето е добро или не, кажам, да, тоа е тоа, се нарекува енеаграм. Значи има сијалички кои што не се сијалички, тоа се поврзување на како да ги кажеме, не се мисловни центри. Регии. Регии може Конектоми, условни врски. Да, поврзување на регии кои што осветлуваат патот, па како осветлен пат кога водите нели навечер, има сијалици, канделабри и осветлено, знаете кај одите. Инаку ако не е автоматизирано движењето, не знам каде да одам, не знам што е пут, не знам што е свиок, не знам дали треба да, кога ќе влезам со борд, да одам на задниот кант или на предниот, да коригирам грешно. Тоа се нарекува исто моторичката навика стереотип или
цврст отисок. Тоа е тоа. Знаеме да го изведуваме секој со своите финеси. Некој ќе го изведува потребавен, некој не, понатаму се коригира, но кога ќе треба да направи пут безбеден или таа и може да заклучи во секој момент. Ние форсираме да ги учиме да бидат безбедни. Прво што јас лично учам е да знае да заклучи, ако не знае да заклучи, што е учам во понатаму. И да ја учи. Моторичките навики се нарекуваат условни рефлекси, за разлика од оние рефлекси кога како мали, и не како мали, на рингла, па ќе се изгориш. Никој не те учи за тоа дека треба да трнеш раката. Тоа е веќе нешто од дењата и слично доаѓа понатаму репутација. Но ние работиме со условни рефлекси, условуваме човекот. Пробај, па одов ефект. Ето да не е. Пробај, сијаличка да се пали, се влачи, кнука го знаете. Формира, да. Што е потребно? Уште едно, да се организира вниманието, да се создава представа за движењето. И пробуваме, застани, визуализирај што треба да направам, спушти се, кај се нозете, вртам лево, се вртат сите, да има представа за движењето. Нека не се срамат и вие да не се срамите слободно. Очи тука е проблем, ние се дај саке затворим очи, тука 30 минути, да затворим очи. Зошто не? Затвори, пробај прв, ја покажувам, сите ќе застанат, ќе пробате на крај, ќе јасно. И велите 3 пати пред спиење, пробај го истото, да плаче, да функционира. Треба да се објасни, да се демонстрира новото движење. Не може само да се има представа, треба да го демонстрирате за да добие вистинска визуална представа. Имаме ние колку само седила, едното од сетилата е видот, најубаво се добива така. Дури не мора да се разбира, можеш да го покажеш, ако знаеш што треба да направи готово. Тоа е тоа. Пробај, направи. Да се направи обид. Има некои фази во движењето ќе се препознаваат, не се многу потребни, може би за вас, генерализација. Впочањето се споменав, многу движења. Нашето искуство е особено со студенти. Има и врвни спортисти кои што во својата област се специјалци. Но кога ќе дојдат на скијање, друго е, во тотално друга средина, се мизга, спрзга таму, па бегат скиите, па што е ова се, имам 47 број или 5, сега имам 1,80 м, па што да направам? Движењата во првата фаза се груби. Не може да ги изместите, тој ако тргне на еден начин, ќе проба да се спаси и да го држи тој начин, но треба да некоја нели слободно во движење. Па се нарекува таа фаза генерализација. Споменав, најчесто 2-3 часа работиме првиот ден, ова зборам искуство од факултет. Првиот час учиме да почиме, пауза, после тоа скилифт, надолу, едно спуштање, веќе поминале 3 часа, целата комбинација, доаѓаат во хотел, ручаат и спијат 3 часа. И вече. Спијат, зошто? Затоа што се изморени. Ова првата фаза кај што се учи движењето, има растурна енергија, таму се троши многу енергија. Зошто? Затоа што не се прецизни движењата и тука има стискање, правење. Зошто го кажувам ова? Особено со почетници морате да имате во предвид дека ќе бидат изморени, да им дадете да се одморат. И не само дента, туку да бидат одморени и за наредниот ден. Другите фази се концентрација, па се движењата почнуваат да добиваат форма, стабилизација, не го знае точно движењето, ама тука е. Плаќа, прави нешто и автоматизација спомнем. Нешто се случува, окей, ова мислам предпоследното, не, ще има. Автоматика, кај наученото движење се препознава, да. Се препознава што? Кога е некој движење научено. Има постојаност, може да го прави и послен замок, може да го изведува во долго време. Значи не е само еднаш да успеало да го направи и тоа. И да не го потребува после недела дена. Учите во сабота, ако научил клуб, следниот викенд веќе ќе го знае, повторно. Само ќе треба можеби да го потсети, дај сега пробај вака виш, да, тоа е тоа. Стабилност во движењето. Го повторува без да измени структурата. Значи можете да го пуштите и по неравен терен, ама тук ќе прави. Движењето е стабилно. Се што треба ќе има, ама движењето ќе биде стабилно. Бања обилност да се напредува во различни креативни форми, да, може стрмен терен, неравен терен и слично, повторно ќе биде движењето исто ако е научено. Да. Морам да се подсеќам. Или автоматизирана моторичка навика.
Ќе го прочитам целото. Човекот секој пат ги организира новите движења од големиот број на елементарни координацијски команди, кои биле стекнати или усврстани во текот на претходните пробувања. Бернштайн бил цар во Русија, пробале затоа што бил напреден во среда, дава многу интересни дефиниции за нештото. Ова се однесува на трансфер на претходното научење. Можете да очекувате врзано со координација, врзано со обука. Тие што имаат добра моторика, дека побрзо ќе го прифатат новото движење. Побрзо ќе научат да скијат. Зошто? Затоа што претходно се богати, пробувале, тамо светкаат тие врските во глава, може да искористат некоја улица за да се снајдат, нели, GPS да не одат од Капиштет за центар преку Ѓовче, туку директно да дојдат во центар. Тоа е тоа што се однесува на претходно наученото. Има голем фонд на научени движења, полесно се совладува и се учат некои нови. Затоа и ако им даваме на децата, ние тука за снежните спортови, од мала возраст можете да ги помогнете понатаму да се снајдат во моториката да покажат добри резултати, но и во општо во живот. Не сакам да продолжам, ова го имаше минатиот пат. Инсистираме на ова. Како да подучувам, размислувајте. Како сум водел до сега, како треба да водам. Има некои материјали за скијање се пратени за слобод ке летат, исто така. Како да водам клиенти на снег, како деца да водам на снег. Посебна категорија се дечините. Тука треба да е човекот мајстор. Тоа што го кажуваше професор Гедар, може да не ги научите да скијат првиот ден, но треба да добиете довербата нив. Ако добиете готово, тука е се. Понатаму е стекнато. Се случува дури да не знаат да ви објаснат. Моје искуство е дека 3 години, не, 3,5 години, кетата моја, лук. Ајде сега со наџињата, ми ги гледате рацете. Ајде сега плук со наџињата, проба после некој време, успеа. И оди дома на баба и дедо и ја кажувам, ај кажи како кочиш, и она вика, види, кога кочиш, вака прави со рацете. Значи не размислува на нозете, инвестира. Знае за рацете што треба, како да ги постави. Разбирате? И тоа е момент, не е сега тоа дека е вау, супер и ќе одржиме како некој едноставно се погодило во моментот. Мајсторијата е да ги анимирате децата и тука има и една голем социјален аспект, каде што ги заљубувате во нешто што се вика природа, за да може да се тргнат надвор. Настап пред група, како да настапат? Не е едноставно, ако мислите ние сме секогаш спремни или вие кои што работите како предавачи, ја испив 2 кафи, испив една кола, пијам вода, 40, колку 70 години, 50-16 години, во амфитеатар, а да мислите на снег. Верне, треба да ги пазите, па на жичара да не падне, па кога да наместам на жичара, 15 почетници имате, најмало 6 години, а најголемото е 8,5 години. Како да ги поставите, што да им објасните, ќе ги качам, да не е проблем, ќе ги качам. Од 3 дечиња сме носеле 4 на ски, може би не е метод ски, ама викаат, боле, тајде, пробај да ги качиш некако нагоре, за да ги спуштиш, да им дадеш на дечињата шанса, за да може да научат. Безбедностна ски патека, прста, возење на ски, стресно е. Ние се скијаме, знаеме, ски стари, па стави меѓу ноге, но многу опасно. Имавме ситуација пред 2 години последна, каде што дечките од Полари реагираа супер, посебно на ски. И знам сега секој качување на ски, дека е 20 минути претходно се спремаме за да може да се качиме безбедно. Тоа е најбитно. Инаку другото испуштање е потребно безбедност. Веќе тука се работи за некоја машина. Кога во тоа крај ден, благодарам за овој момент.